Поранешниот председател Барак Обама му изрази поддршка на неговиот поранешен подпредседател и најверојатен демократски кандидат. Она што ми дава верба, Џо, е твоето срце и твојот карактер. Но во поголем дел од настапите, Обама ја задржа традицијата да не го напаѓа јавно председателот Трамп. Откако замине од функцијата во 2016-та, Обама презеде улога на искусен државник и поддржува каузи во кои верува. На недомнешниот погреб на конгресменот Џон Луис, символот на борбата за граѓански права, Обама ги критикуваше републиканците дека се обидуваат да го потиснат гласот на малцинските гласачи, но не го спомна по име председателот Трамп. Има такви кои се на власт, кои ги обесхрабруваат граѓаните да гласат преку затварање на локации на гласачките места и преку рестриктивни закони за лична идентификација. Сепак председателот Трамп не практикува таква воздржаност. Директно ги напаѓа и обајцата, и Обама и Бајден, како корумпирани и некомпетентни. Трамп го обвини Обама дека е шпионирал неговата председателска кампања во 2016-та, додека се водеше истрага за наводната руска вмешаност во изборите. Председателот исто така работеше и на разобличување на повеќе политики на Обама, како што излегувањето од нуклеарниот договор со Иран и договорот за климатски промени од Париз. И се обиде да ја поништи програмата за здравствена заштита позната како Обама Кер. Сепак Обама останува популарна фигура. И со наближувањето на изборите во ноември, некои демократи бараат од поранешниот председател да биде поинволвиран. Треба да им помогне на гласачите да разберат што е во залог на гласањето во ноември. А Демократската конвенција во 2016-та, при номинирањето на Хилари Клинтон, поранешната прва дама, Мишел Обама, ја изговори познатата реченица за кампањата на Трамп. Кога тие одираат ниско, ние се креваме високо. Но Клинтон загуби од Трамп. Оваа година аналитичарите предвидуваат поголема агресивност во политичките напади од двете страни. Поранешниот председател Обама ќе биде говорник вечерта на предстојната Демократска конвенција.